Можеше да се случи катастрофа, но со брзата реакција на службите се заврши добро. Големиот пожар во околината на Кавадарци кај селата Дреново и Раец ставен под контрола и до крајот на денот надлежните се надеваат дека целосно ќе биде изгаснат. Се гаснеше и од небо и од земја. Дополнителен проблем за пожарникарите беше стрмниот непристапен терен, сувата вегетација и ветерот. Ридестите предели од каде избиваше чарот беа надлетувани и полевани со вода од 3 ер-трактори на Дирекцијата за заштита и спасување. Благодарение на одличната координација и на времената реакција на институциите, се спречи да изгори високостеблеста шума, а заштитени беа и луѓето и имотите. Пожарот за кој надлежните се сомневаат дека е подметнат и за кој веќе е уапсено едно лице, опфати радиус од 8 километри површина, избил на неколку точки истовремено на оддалеченост од 500 до 600 метри. Се работи за пожар кој што се одвива на многу тежок терен за гаснење. Пожарот е намерно подметнат на повеќе локации, истовремено почетната пожарна линија беше многу долга. Теренот зад мене, како што може да се види, е многу стрмен, пол со трњи, со грмушка, без малку низ него да не може да се движат луѓе, поради што градоначалникот Јанчев покажа школски пример како треба да се гаси еден ваков пожар, употребувајќи ги локалните пожарникари, 2 доброволни противпожарни друштва, тешка механизација, ер-тракторите на дирекцијата, како и еден полициски, еден армиски хеликоптер. Градоначалникот на Кавадарци Јанчев најави дека во теке решавање на проблемот со водата во селото Дреново, кој настана поради преки на струјата во системот за добавување. Испратена е цистерна со вода за тамошните жители, како и амбулантно возило и медицинска екипа, ако некој се пожали од вдишениот чад. Во континуиран контакт сме и со жителите од местно население, и од Дреново, и од Чесендри, и од Раец. Значи, прекинот на водоснабдувањето е поради недостаток на електрична енергија. Далноворот на Евана е офатен делумно од пожарот. 3 бандери треба да се сменат. За некој час половина од сега ќе добијат редовно снабдување со вода. Во меѓувреме општина Кавадарци преку јавното претпријатие Комуналец испрати цистерна со санитарна вода за потребите на селото Дреново. Инаку во гаснењето на пожарот во околината на Кавадарци учествуваа голем број на пожарникари, а ангажирани беа и доброволци. На терен беа екипи и на полицијата и војската, како и специјални тимови од Дирекцијата за заштита и спасување. Се користеа и специјални возила на дирекцијата, камиони, булдожери и друга тешка механизација. Надлежните повторно апелираат за поголема свесност кај граѓаните, да не се фрлаат од пушоци на секаде, да не се палат скари на отворен простор и доколку забележат пожар или чад, веднаш да пријават. Инаку најголем дел од пожарите во Македонија во текот на денот беа ставени под контрола или целосно изгаснати. Покрај Кавадарци гореше и во предели во околината на Прилеп, Теарци и Чучер Сандево, каде гореше сува трева.